Почитувани, денес е Божи ден. Бог ни ги дава деновите, да му дадеме слава и чест на Неговото свето име Исус. Дали си вистински нановороден християнин? Може би ова прашање те навредува и сметаш дека нема потреба некој да ти поставува вакво прашање. Но запомни, многу е важно да знаеш зошто си христијанин, дали си христијанин и тоа наново роден. Многу луѓе во денешно време се срамат да ја читаат Библијата. А што е многу важно, тие се представуваат дека се христијани. Христијанството, како наука, е голема наука, која има поглед не само за овој свет, туку и за идниот. Според Библијата ние знаеме дека името христијани го наследивме уште за време на првите антиохијски верници, кога за прв пат таму ги нарекле со тоа име христијани. И знаеме и тоа, основач на христијанството е Господ Исус Христос. Исус дојде од небото и ги исполни сите пророштва кои упатуваат дека тој ќе умре за гревовите на целиот свет. Ќе го откупи човештвото од гревот и со тоа ќе му возможи на секој што ќе поверува во него вечно царство, преку неговата посредничка улога. Здравиот разум ни зборува дека Исус не го измислија некои занесени рибари во тоа време. Исус го потврди своето небесно потекло со тоа што правеше многу чуда. Воскреснуваше мртви. Исцелуваше секакви болести кај народот. Ги хранеше гладните со малку лепи и малку риби. Живееше безгрешен живот затоа што се роди преку силата на Светиот Дух и на крајот умре со најстрашна смрт како праведник. Сите кои беа скептични ги увери со тоа што е победи смртта и лично им се покажа на учениците и на некои други дека тој е жив и воскреснат спасител. Да, почитувани, христијанската наука е длабока, бара длабок пристап. Површниот пристап може да биде кобен за тебе. Бидејќи ќе мислиш дека христијанството е некое старо движење кое сме го наследиле и сега не можеме да се ослободиме лесно од него. Тоа се завиткало според некој во религиозно платно и го доживуваме на начин како што некој ни го прикажува во својата форма и религија. Но треба да внимаваме дека тоа е многу повеќе од самата гледка на денешнината. Тоа е основано во раниот период на римското владење, во тогашниот тврдокорен јудеистички фанатизам, во услови во кои доминираше една фанатичка религија и многубожички систем под капата на Римската империја. Исус Христос на почетокот имаше повеќе ученици. Некои од нив го напуштија со оправдание дека тешко ги разбираат неговите поуки и беседи. Но Исус, на оние кои останаа, им рече: ако сакате, и вие одете си. А Петар му рече на тоа: Господе, каде да одиме, само ти имаш зборови за вечен живот. Ние поверувавме и знаеме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Христијанството има сигурни здрави темели. Како прво и основно, тоа е сигурноста на Библијата или Светото писмо. Знаете или не знаете, Библијата е пишувана од околу 40 писатели, и тоа во период од 1600 години заедно со Новиот Завет. Ги има надминато сите филозофии и светски движења, кои во текот на историјата се обидуваа да ја прогласат за застарена и непотребна книга. Библијата започнува со многу силни зборови. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. А завршува со овие зборови: Амин, дојди Господе Исусе. Тоа ни укажува дека Библијата има почеток и крај. Таа не е човечка умствена творевина, а автор на Библијата е самиот Бог преку силата на Светиот Дух.
Археологијата ги потврдува нејзините записи. Например, свитоците што беа пронајдени во близина на Мртвото море ги потврдија точните извештаи на она што ние денес го читаме во библиските текстови. Таа не е пишувана ниту на запад, ниту на исток, туку на средниот исток, таму, каде што беа некогашните големи цивилизации. И до денешен ден, Библијата живо ги предупредува народите да ја земаат сериозно и да не ја потценуваат кога таа зборува. Зашто според зборовите на Исус, ниту една точка или цртичка од законот нема да пропадне од напишаното во Библијата. Како второ, христијанството го објаснува животот. Во која смисла? Например, сите религии во светот се обидуваат да го објаснат животот и да го одредат значењето на нашето постоење. Тие се обидуваат да ги објаснат човековите копнежи, проблемот со страдањето и излезот од смртта. Медицината се обидува да го продолжи животот на човекот. Некои религии, например, ги прогласиат звездите како главни контролори на животот. Денешниот хороскоп е една од најголемите заблуди што навлезе во христијанскиот свет. Во сите весници и медиуми, хороскопот е вметнат како алтернатива за нашиот живот. Тоа е страшно и ужасно да се занимаваат луѓето со вакви нешта. Луѓето ги наведува да размислуваат дека звездите ја одредуваат нивната судбина. Со тоа сакам да кажам, всушност, дека религиите шпекулираат, филозофираат за животот и не даваат правец и сигурност по смртта. Ниту можат пак да ги изградат вистинските морално-етички структури. Христијанството не само што го осмислува животот, туку ја дава и вредноста на најситните нешта што постојат и што се создадени од Бог. Например, Исус вели, и птиците не паѓаат на земја без волјата на небесниот татко. А тоа укажува на неговата совршена грижа кон созданијата. Што значи, христијанството не е оставено само на себе да се грижи и да постои, како од нас да зависи само тоа. Главен темелник е Бог и тој се грижи за секој поединец. Христос го објави невидливиот Бог и преку него ја дознаваме нашата вредност како луѓе и Божјата грижа за неговите созданија. Христос ја имаше таа можност да го прикаже Бог во тело и да се објави ни помалку ни повеќе, туку еднаков со Бог. И тој е Бог. Како трето, христијанството не започнува само во првиот век, туку има своја поврзаност и пред нашата ера. Во која смисла ова да го сватиме? Тоа е поврзано со сите старозаветни историски личности кои се спомнуваат не само од библиска гледна точка, туку и од историска. Оние што веруваат во Исус, го прифаќаат истиот Создател и Господ, кого го прославуваа Адам, Авраам, Јаков, Давид, Соломон, Исаија, па се до Малахија, последниот пророк. Исус не отврли старозаветната историја, туку рече, Мојсей пишуваше за мене. Додека живееше на земјата, ја нагласуваше важноста дека потекнуваме од Бог и дека сме сите Негова творевина и дека тој е Божји помазаник, Божји син. Ако го умре на денот на Пасхата, всушност умре како јагне Божјо, кое требаше да биде жртвувано. Поврзаноста меѓу Стариот Завет и Новиот е доказ дека христијанството не е нешто што на некој им текна да создадат ново движење. Или го измислиле рибари со голема енергија и го прошириле во тогашниот римски свет, кој не можеа јудејците да го прифатат како такво, и да му се починат. Па затоа се обидоа и успеа да создадат ново движење. Не, туку тоа е исполнување на она што однапред се најавуваше од Адам, па се до Исус, до денешен ден. Христијанството има своја линија од Адам, па се до тебе, ако го прифатиш такво какво што го опишуваме. Четврто, христијанското темелно тврдење.
Што значи тоа? Првите христијани не беа прогонувани заради некои политички или верски неусугласени системи, ниту пак заради некои морално-обштествени цели. Тие не беа некои големи теолози кои се расправаа со други големи теолози, туку тие беа сведоци на она што го видоа и што го слушнаа од нивниот и нашиот Господ. Тие всушност беа сведоци на воскреснатиот и живиот Исус по неговата смрт. Луѓето немаа избор околу оваа прашање. Или требаше да веруваат дека тоа е вистина, или да ги прогласат за измамници. Немаа можност да шпекулираат пред фактите. Исус е темелот на христијанството, со тоа што е победи смртта воскреснувајќи од мртвите. Како петто, христијанството ги менува животите на луѓето, а тоа е многу важно. Сите религии дават правила, норми за однесување и слично, но христијанството од темел го менува животот. Промената не беше воочлива само кај оние што го следеа за тие 3,5 години, додека ги поучуваше Исус. Туку промената се случуваше и кај непријателите на христијанството. Еве да го земеме Павле. Павле беше противник и ги затвораше или фрлаше во затвор следбениците, верните на христијанството. Но кога одеше за Дамаск, Исус му се јави и го промени неговиот живот. Павле кога почна да го шири меѓу оние кои го испраќаа да им наштетува, беше отфрлен и сакаа веднаш да го убијат. Се поставува прашање, зошто Павле не се уплаши? Зошто тврдеше дека Исус е жив? Знаете ли зошто? Затоа што го слушна неговиот глас и знаеше дека тој е жив, воскреснат Исус, како што тврдеа другите пред него. Павле не се откажа и не го смени своето мислење се до смртта, зашто знаеше дека Исус е на небото и управува со сите луѓе и дека тој е судија на живите и мртвите. И во денешно време Исус ги менува животите на луѓето. Колку пропаднати луѓе, алкохоличари, отпадници, невоспитани, арамии, криминалци, религиозни без вистинско познавање на Бог, им го променил животот и ја пронашли вистинската среќа само во Исус. Некои ортодоксни христијани го убедуваат народот дека само преку мајката црква ќе се спасат луѓето. Тоа е голема измама. Промената на животот зависи само од Исус, не од некоја мајка црква. Црквата како црква е последица, а не сама срж на спасение или промена. Христос го менува и најлошиот човек на оваа земја. Не дозволувајте демагошки да размислувате, туку размислувајте за вистинското христијанство, кое ни го остави во наследство Исус, а не некој човек. И, шесто, проблемот е секогаш во човечките срца. Живееме во време на големи технички изуми. Колку големи напори се вложуваат за да се олесни животот преку техника за комуникација. Се ова е добро, но не ги менува човечките срца, како што некој уште во 19. век рекол: векот што доаѓа ќе биде исполнет со секакви удобства и комфор, но животот ќе им боледува од празнина на нивните срца. Со технологијата која се злоупотребува, се уништува карактерот на луѓето и потоа тешко може некој да им помогне да се вратат на вистинскиот пат. Нема вистинска комуникација и здрави семејни соодноси. Секој во семејството си има своја телевизија, свој мобилен, свој компјутер, своја кола, своја приватност и се е само свое. Но, каде е здравата семејна атмосфера? Човечките срца се исполнети со секакви зла, кои го одразуваат начинот на нашето секојдневие. Во развиените земји многу нешта се нарушени, почнувајќи од моралот. Има расни предрасуди, зависност, насилство, развод, болести кои се производ на неморалното однесување на луѓето. Сите овие проблеми се проблеми на срцето. А зошто е тоа така? Затоа што Исус рече нешто за срцето. А тој рече вака:
Од човечкото срце излегуваат зли помисли, убиства, прелюби, блуд, крадење, лажни сведоштва, навреди од секаков вид. Читајте за ова во Матеј 15 глава. Иако човекот ги достигна големите изуми, тој сепак заостана по прашањето на моралот и добрината. Ете, војните и понатаму се приоритетни. Се создаваат воспитни центри за создавање на успешни и ненасилни деца. Меѓутоа, и со тоа не се реши проблемот во општествата. Како никогаш порано, младата генерација е крајно нескротлива. Во нив владее себичен и агресивен дух, кој е арогантен и насочен кон другите. Губењето на љубовта од човечките срца е првиот чекор за сите зли појави во општеството. Ако сакаш да знаеш дали некој е среќен, прашај го дали има љубов во неговото срце. Човекот без љубов се измачува во себе си и се препелка како риба на песок. И седмо, христијанството им нуди спасение на сите народи, односно Исус Христос му нуди спасение на секој народ. Другите светски религии и нивните водачи се само сенка и се неиздржливи пред христијанството. Нивните водачи останаа во гробовите и се распаднаа. Ниту една религија не нуди вечен живот врз основа на победа над смртта. Туку сите се со некоја надеж дека нешто ќе се случи што и самите не знаат што е тоа што ќе се случи. Тоа произлегува од копнежот што е всаден во човековото битие за вечноста, но немаат јасна представа за иднината. Христијанството и тој проблем го разреши. Нашето спасение не зависи од нашите добри дела или обреди и церемонии, туку од она што го направи Исус на крстот. Христос не бара заслуги од наша страна, туку да го следиме со вера без да се сомневаме во неговите изјави. Ако некој сака да извршува Божјата волја, ќе знае дали е ова наука од Бог или е измислица на некого. Христијанството за овие 2000 години и повеќе се потврди како многу веродостојно и сигурно. Во денешно време, некои медиуми и научни институции се обидуваат да го сосечат од корен и да не му остават траги. Тоа го прават со слободното размислување и либералните сваќања, но без морални вредности. Тоа е само доказ, пошто можеме да сме сигурни дека сме на добриот и совршениот пат. Борбата продолжува, а и победата е загарантирана. Вратите на пеколот нема да победат на црквата, која е поставена да свети како светилка во темно место. Христијаните денес се обидуваат да ја потврдат вистината, која е длабоко во нивните срца преку Светиот Дух, но наидуваат на отпор, што потврдува дека и на тој начин ги исполнуваат пророчките зборови, зашто е напишано: ќе дојде време кога луѓето нема да го трпат здравото учење, туку водени и предадени на своите расипани желби, ќе се насоберат учители, кои ќе им ги скокоткаат ушите и ќе се одвратат од вистината и ќе се свртат кон бесмислените бајки и приказки, кои не вредат ништо. Тоа е нашата реалност, почитувани, и нашето секојдневие. Христијанството е даде слободата на духот и мислата, слободата од смртта, слободата од гревот. Да не беше тоа, светот ќе изгледаше сосем поинаков, со крајно деструктивни и примитивни основи. А кој знае, можеби и пред време ќе завршеше. А сега, се уште имате можност да се вратите и да ги застапувате неговите вредности, Божите вредности, библиските вредности. Бог да ве благослови сите. Амин.